Во организација на Друштвото на писателе од Куманово, Фондацијата за култура и спорт и Националната установа музеј денеска се одржа традиционалната манифестација Бдење на кокински мугри. Поети од Македонија и странство имаа можност рано утрово да уживаат во глетката од мегалитската обсерваторија Кокино, да се представат со своите авторски дела, а потоа во занаетчискиот дом им беа доделени признанија, награди и благодарници на најуспешните на претходно распишаниот конкурс по повод Бдење на кокински мугри. Традиционално, по 17 пат се одржа бдење на манифестацијата Бдење на кокински мугри. Значи, таа, како секоја година, започнува во раните утрески часови, поточно во 4 часот се собираме, во 4:30 поаѓа автобусчето и тогаш се качуваме на Кокино, таму се чека изгре сонцето, се чита поезија и потоа се оди во поседа во Старо Нагоричене на црквата Свети Ѓорѓе. Од тука се враќаме во музеот за да не запознаат нешто повеќе за Кокино. Во 11 часот е предвидена сега културно-уметничка програма со читање на поезија и доделување на признанија, награди и благодарници. По повод ова манифестација беше распишан конкурс и на конкурсот се јавија многу поети како од Македонија, така и од странство. Ни се јавија, значи, за прв пат од Казахстан, од Алжир, од Чешка република, од Полска. И тука сега имаме од нив дојдена гости, значи од Хрватска традиционално Зденка Млинар, од Црна Гора ни е познатата голема поетеса, амбасадорка на мир Гордана Старич. Па не можевме за жал да го видиме изгре сонцето, бидејќи имаше дожд и беше облачно, но сепак доживувањето беше прекрасно. Кога сите читавме поезија, бевме соберени тука, така да ова е една прекрасна традиција што мислам дека би требало да добие понатаму еден фестивалски белег, бидејќи ние планираме да ги вклучиме повеќе категории на граѓани, и тоа планинари, фотографи, литературни творци, не само литературни творци, туку и ликовни уметници. И затоа ја поканивме сега Валентина Илиевска, познат уметник, да ни се представи со своите дела. Meni je čast i drago mi je mnogo što me divna, uvažena pjesnikinja Elizabeta Pavlovska pozvala na ovaj festival. Ja sam prvi put ovdje u Kumanovu, a već 5-6 puta idem u Bitol kod Gordane Takec, fondacija Takec. Dakle, Elizabeta je jedno divna pjesnikinja, blagorodna, puna talenta, i ja sam nju nedavno zvala u Beograd na festival umjetnosti koji je organizovala Katarina Branko iz Kadarnicke boemije. Ali već smo se bili dogovorili ovdje da dođem i ja sam srećna što se nalazim u Kumanovu, u ovoj divnoj prostoriji, i vidim puna sala, jer ja obično kažem, znamo mi pjesnice kako govorimo, za nas je najvažnija publika. Publike ima, od mene divne i presrećna sam. Pozdrav veliki Kumanovu i pozdrav mojoj dragoj Elizabeti Pavlovskoj. A ja sam inače pjesnikinja ljubavi i mira. Čitav život posvećena samo tome, a i pjesnici su inače posvećeni miru. Mi šaljemo apel za mir širom svijeta, ali nas niko ne sluša. Ali mi se borimo plemenitim riječima za mir i ljubav u svijetu. Saradnja sa Udruženjem pisaca u Kumanovu traje već nekoliko godina. Po prvi put sam ovdje da učestvujem. Prošle godine sam dolazio, ali nisam uspio da stupim u kontakt sa njima i da učestvujem i prošle godine. Učesnik sam više tih festivala. Prošle godine sam bio na jednom međunarodnom takmičenju među 711 kandidata. Bio sam 15. i prva nagrada, Balićeva nagrada za balkanske zemlje, tako da sam bio prvo mesto balkanskih zemalja. Što se tiče ovde, danas sam impresioniran. U ranim jutarnjim satima već smo bili na Kokino gore, obilazili smo jednu crkvu, takođe muzej, i evo sada ovde ćemo mi pisci pokazati šta znamo i umijemo. Također sam pjesnikinja ljubavi, a tu ljubav ne samo da promoviram riječima, već doista i djelima, kako u obitelji, tako i šire, nadam se.
i daleko šire od Hrvatske, jer mi je puno pjesama prevedenih i mojih drugih radova diljem svijeta. Ovdje sam 4. put, a najviše ću pamtiti svoj dolazak prošle godine, kada sam dan prije ove manifestacije promovirala svoju knjigu Na otoku Mirakul, koju mi je prevela Elizabeta Pavlovska, predsjednika udruženja pisaca Kumanovo. To je, mogu reći, najbolji put za upoznavanje pjesnika, za promoviranje pisane riječi, za gradnju mostova, pogotovo mostova ljubavi. Jer što pjesnik promovira već ljubav? Ne znam, koji promovira mržnju, koliko može opstati i koliko je to prihvatljivo uopće za opstanak svakog društva i ovog svijeta. Moje to ime je Ana Marija Stjepijen, dođem od Polska. Ovo mi je prvi put što učestvujem na ova manifestacija. Dojdov pod pokana na Elizabeta Pavlovska, koja poznavam nekoliko godini online, tako što je imam ja pokanato na jedna manifestacija v Bangladeš, no za žal ta ne može da prisustува, a evo сега se pruži prva prilika da dojdam jaz v Makedoniju i da prisustvujem na ovoj nastavi. Da, deneska imam prilika da se kačuvam na Kokino. Pogledajte, beja prekrasni, to je prekrasno mjesto od istorijski značaj i mi беше мило što odlučiv da odam, se mislim da li da odam ili da ne odam, no na kraju se odlučiv i mi je мило što imam prilika da se kačam, no vistina mi ostavi golem vpečatok. Особено чест ми е да ја отворам ова 17-та манифестација и да ви посекам пријатно да бере дојде во општина Куманово. Се биле на Кокино, наутро, за жал поради времето не се го видели изгре сонцето, јас сум го видела и навистина е прекрасно доживување. Како поет и верувам дека тоа би било дополнителна една инспирација да напишете една песна плюс за Кокино и за општина Куманово. Оно што ме радува е тоа што ова ваша средба, ова ваша дружба сигурно ќе вроди плод и ќе направите уште плюс некој стих за спомен на овој настан, на овој прекрасен настан и на ова прекрасна општина кога секогаш е отворена за нови познанства, за нови дружења и за нови збратимувања.